Добре дојдовте во второто издание на Инфорегион. Во оваа емисија ќе ви ги представиме најновите инвестиции во општина Кривогаштани, како и градежните зафати кои што се изведуваат врз патната инфраструктура во општина Долнени. Ќе започнеме со општина Кривогаштани и со трите нови најавени инвестиции кои ќе чинат вкупно 5 милиони евра. Во последните неколку години општина Кривогаштани забрзано се развива во сите сфери од општественото живење. Наголемо се градат нови градинки, се реконструираат училишта, се градат нови улици, локални патишта, тротоари, плоштади. Но исто така, освен на полето на инфраструктурата, се работи на полето на економијата, што е едно од најзначајните за развојот на една општина. Во последниот период беше најавено дека тука треба да се реализираат 3 нови инвестиции кои што чинат околу 5 милиони евра. Околу овие инвестиции ќе поразговараме со првиот човек на општина Кривогаштани, господинот Тони Затковски. Најпрво да ги поздравам сите гледачи на Мега телевизија и ме представува задоволство што еве на овој начин ќе можам да презентирам дел од проектите кои што нашата општина ги развива во изминативе 3 години, почнувајќи од комуналната, патната инфраструктура, делово здравството, делово образованието, делово трудот и социјалната политика, меѓутоа со голема работа, со голем ентузијазам работиме и кон развивање на економијата во нашата општина. Имено општина Кривогаштани е меѓу првите општини која што изгради и комплетно проектира индустријска зона во населеното место Славеј, која што е комплетно распродадена, што ми причинува посебно задоволство. На колку хектари се простираш и колку парцели се продадени? Имено се работи за две површини, односно две фабрики, од кои што едната е Кривогаштани промет, а другата е Доел Стефан и двајцата се инвеститори од нашата општина и се работи некаде околу 9 хектари, значи двете компании да се распространети на 9 хектари површина и поради зголемениот интерес ние веќе работиме на проширување на постојачката индустријска зона со уште 5 нови хектари, бидејќи стварно имаме побарување од потенцијални инвеститори. Покрај тоа, во делот на економијата, во исто така населеното место Слави, имаме уште две нови инвестиции, покрај Доел Стефан и веќе постоечката. Се работи за Бакалески промет компанијата, кој што е собственик Петрески Целе, иначе се работи за наш иселеник од Република Македонија во Соединетите Американски држави, кој што решил да напоменам своите финансиски средства да ги инвестира во родната земја и во општина Кривогаштани. За гледачите, овој објект каде што се наоѓаме сега, позади нас е старото училиште во селото Славеј, кој што ќе биде новиот објект за преработка на зеленчук на Бакалески промет. Да, тоа се работи за старо земјоделско училиште, кое што веќе години наназад не беше во функција, веќе беше во една руинирана фаза и ми представува задоволство што веќе пред крајот на градежните работи, пред крајот на неговата изведба веќе добива нов лик, каде што ќе биде сместени компанијата и ќе се врши преработката на земјоделските производи. Тука предлагам да ја слушнеме изјавата од управителот на компанијата Бакалески промет. Се простира на површина од 20 декари, под покриена површина од 1500 метри квадратни. Ќе се занимава со преработка на овошје и зеленчук. Инвестицијата изнесува околу 1 милион евра. Планираме да отпочнеме со работа после 15 август, планираме да почнеме со преработка на пиперка. Кои други видови зеленчук и овошје освен перката ќе ги откупувате тука? Освен пиперката ќе откупуваме и зелка, карфиол. За следната година планираме и нешто да отпочнеме со овошје. Во наредната година исто така во план ни е сушен производ и полека да се развиваме. Каде ќе го пласирате целото ова производство? Целото производство ќе се пласира во Америка, исклучиво за извоз ќе работиме. Како што најавивме и претходно, во Кривогаштани наскоро ќе се реализираат 3 нови инвестиции. Една е инвестицијата на Бакалески промет, а втората е она на ВЗ Шари, што пред малку ја споменавме со градоначалникот Затковски. Тоа е една огромна инвестиција која што навистина ќе значи многу за развојот на општина Кривогаштани. За што точно станува збор?
Фактички се работи за два сегменти. Господинот Абдурахман Арбен, кој што ја зеде под концесија, односно кој што го зеде под концесија земјоделското земјиште, објавено преку Министерство за земјоделие, планира етапно да ги развива своите производи, односно својот бизнис план. Прво се работи за производство на пченка на голема површина од 550 хектари, а додека во втората фаза, почнувајќи од наредна 2017 година, во план е да отвори фарма за бикови, да отвори современа кланица, да направи силоси и сушара за производството на пченка и на тој начин да направи еден затворен циклус на производство на месо и производи од месо, а воедно да произведува храна за собствените потреби, бидејќи самиот собственик покрај ова инвестиција во Република Македонија, односно општина Кривогаштани, има уште една собствена односно фабрика во населеното место Требош во Тетовско, а исто така според неговите најави доста активности, односно доста работи има и во соседна Република Србија. На тој начин во стартно ќе заокружиме еден голем потенцијал во нашата општина, каде што покрај преработката, односно производството и преработката ќе имаме и голем број на вработувања во таа фирма, како што најави сами инвеститор, се работи за вработување некаде околу 70 лица во наредните 4 години, што значи дека таа бројка нема да биде фиксна, бидејќи истиот напомена дека има и други планови во делот на општина Кривогаштани, меѓутоа ќе почекаме самиот тој да ги најави исто така во делот на економијата и производството на земјоделски производи. Пред неколку денови токму оваа голема инвестиција на тетовската компанија ВЗ Шари ја посети и председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, заедно со дел од министрите од владата. Предлагам тука да ги слушнеме изјавите на собственикот на ВЗ Шари и на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Целото ова производство ќе се користи во нашите капацитети во Тетово. И зрното, и сламата, и месото, затоа што ние имамо потреба во Тетово, исто така имамо биогаз централа, ВЗ Шари, кокошки, значи за зрно што ќе го користат, месото во преработка на лекер. До сега увезуваме месо од странство, од сега ќе имамо собственото производство, ќе штедимо излив на девизи, значи да останат парите во државата. И на некој начин со тоа на инвеститорите им се вели во ред, земате земја под концесија, плаќате концесија, но треба и да инвестирате и да вработите дел од населението тука. На индиректен начин им се кажува тоа, бидејќи нормално е дека ако веќе мора да инвестираат, после мора да вработат. Ако мора да вработат, од кај ќе вработат? Ќе вработат од луѓето што живеат во околината, во регионот и така натаму. Така што тоа беше еден добар потек и тоа мислам дека е добро да се применува секаде каде што се дават под концесија поголеми површини на земјоделско земјиште. Како што слушнаме и од самите изјави, станува збор за навистина една огромна инвестиција, каде што во рок од 4 години треба да бидат вложени 3 милиони евра. Ќе се вработат 70 постојани работници, а додека во текот на сезоната, кога има потреба, тој број на работници и дополнително ќе се зголемува. Ова е втората инвестиција покрај Бакалевски промет, а третата инвестиција е она на домашната компанија од овој регион, тоа е Доел Стефан, која што исто така токму во оваа индустријска зона во селото Славе планира да гради погон за преработка на зеленчук и овошје. Господине Затковски, исто и оваа трета инвестиција најавена е неколку милионска инвестиција која што ќе се реализира во општина Кривогаштани. Оваа трета инвестиција, Доел Стефан, има во план да отвори фабрика за производство и преработка на земјоделски производи, зеленчук и овошје. Стартно, значи, ќе ја произведува, односно преработува пиперката, се работи за производство на замрзнат зеленчук, односно пиперка, чија што крајна цел, односно крајна дестинација ќе биде за извоз во европските држави и Соединетите американски држави. Според најавите на инвеститорот се работи за инвестиција вредна околу 1 милион и 500 илјади евра со минимални 30-40 стартни вработувања во самата компанија, додека според потребите и развојот, да речем, на самото производство, таа бројка според неговите најави треба да достигне негде до 100 лица кои што ќе имаат редовен работен однос.
фактички отворањето на овие фирми во нашата општина, во делот на економијата, покрај тоа што ќе значи вработување за самото население, развој на самата општина, голем бенефит ќе видат и самите производители, значи на земјоделските производи, бидејќи вакви едни капацитети фактички значи автоматско зголемување на откупните цени на производството, значи на пиперката и на другите земјоделски производи, а додека според ВЗ-шари, собственикот на ВЗ-шари, на тој начин ќе значи и откуп на поголеми производи на земјоделски производи од цел регион во општина Кривогаштани и соседните општини. Тука сега ќе ја погледнеме изјавата на инвеститорот Доел Стефан Рубинчо Благодошта, кој што потекнува од овој крај. Значи, ние повеќе пати неувавме, нели и на вас медиумите, и веќе е крајно време да кажеме дека нашата инвестиција која што ја планираме во индустријската зона во Славеј започнува камел темелник турањето, некаде имаме планирано на 8 август, така да и интензивно почнуваме со работа, односно со изградбата на самиот преработувачки објект, кој што треба да биде стасан. Ние најувавме да биде малку порано, но не дозволија некои технички причини кои што во моментов се нема никаков проблем се решени, така да за наредната сезона, мада и малку и порано, ќе бидеме готови. Што се однесува до работувањето, значи ние во моментов во текот на самата градба ќе имаме околу 30 вработени кои што дополнително, ако имаме потреба за класирање, односно за преработка на свеж зеленчук, бидејќи не е се уште изградена нашата хала која што треба да се преработува на те замрзнатиот зеленчук, ќе имаме лица кои што ни се потребни за класирање, односно за свежа роба која што ќе оди надвор од Република Македонија, тоа значи ќе се движи за европските земји, претежно нешто и за Германија и на руски пазар. Сега ние планираме да биде готова тек таму некаде 2017 околу април, може и почетокот на мај месец, каде што ќе стартуваме со преработка со почетоците на овошје, значи како што планираме нешто праска да преработиме замрзната, значи за замрзнат зеленчук, не за конзервиран зеленчук. Нашиот објект ќе биде претежно наменет за замрзната храна, тоа е значи ќе биде еколошки чиста, мислам и квалитетна храна која што ќе се извозува на европските пазари и нешто за дел на америчкиот пазар. Колку река точно инвестицијата? Инвестицијата ќе не кошта околу 1,5 милион евра. Сите овие тројца инвеститори и уште пред да започнат со работа бараат проширување на своите капацитети, затоа што сметаат дека тука имаат можност за развој на својот бизнис. Така, на пример, Бакалевски промет, освен тоа што ќе го откупува зеленчукот од овој крај и сам ќе го произведува на површина околу 20 декари, но исто така планира во иднина тие површини да бидат зголемени. Градоначалник, што значат сите овие најави за зголемување на површините на инвеститорите тука? Овие најави за зголемување на површините за производство на земјоделски производи знача за нас многу, односно веќе сме во фаза со оглед на тие потреби да зголемиме земјоделските површини, меѓутоа дел и градежните површини, бидејќи имаме најава за нови инвестиции во нашата општина и тоа уште поголемо задоволство ќе ми представува, бидејќи на тој начин најголем бенефит ќе видат покрај преработувачите и самите производители. Имено општина Кривогаштани во фаза на постапка работи на уште 3 нови индустријски зони, односно 2 нови индустријски зони и проширување на постоечката. Двете се наоѓаат во населеното место Славеј, односно неговата блиска околина, а додека третата е во близина на населеното место Боротино. На тој начин ние сакаме да го заокружиме еден циклус на развој на самата економија, во најкраток можен рок барем уште еден до 20 инвеститори потенцијални и очекувам дека во наредните неколку години ќе се видат сите тие благодети кои што ќе допринесат самите фабрики во општина Кривогаштани. Меѓутоа, не само во нашата општина, очекуваме прилив на клиенти и од соседните општини, бидејќи потребите на овие капацитети се доста со голема количина, односно со голем квантитет, и со најавите, и со разговори, и во разговорите со инвеститорите, значи дневно ќе се преработуваат над 10.000 килограми пиперка во текот на сезоната. Дали со тоа ќе се задоволат потребите на пазарот во Кривогаштани или пак треба уште неколку вакви капацитети да се отворат тука? Во секој случај ќе бидат задоволени, меѓутоа не во онаа мера
имајќи ги предвид минатите години каде што во еден краток временски период земјоделските производи стасаа во исто време и настана одреден проблем во делот на реализацијата на тоа производство и според нашата проценка од општината, од Одделението за локален економски развој и во разговорите со откупувачите и преработувачите, сметам дека уште 2 до 3 вакви капацитети ќе бидат доволни целокупното производство од цел регион да биде обработено за краток временски период. Освен ваквите големи инвеститори, дали има најава за помали инвестиции во општина Кривогаштани? Во општина Кривогаштини веќе имаме договорено за отворање на помали стопански капацитети. Тука да напоменам во близината на населеното место Врбиње отворање на мини фабрика за производство на кори и тестенини. Собственикот е од општина Кривогаштини, очекуваме дека за неколку месеци веќе да почне со градба. Отворени се исто помали капацитети од типот на пекара, од типот на помали други стопански капацитети кои во голем дел ќе ги задоволат потребите на локалното население во стартно, а понатака ќе планираат развивање на самите во поширокиот регион. Ви благодарам на разговорот. Како што споменавме, во општина Кривогаштани наскоро треба да започне реализацијата на 3 најавени инвестиции кои што чинат околу 5 милиони евра. Исто така ќе поразговараме со првиот човек на Македонски шуми, директорот Жарко Караџовски, за тоа дали ќе има доволно дрва оваа зима и кои ќе бидат најновите инвестиции на ова јавно предпријатие. За разлика од лани, годинава нема да има никакви проблеми во однос на снабдувањето со дрва на граѓаните. Ова го тврди првиот човек на Македонски шуми Жарко Караџовски во интервјуто за емисијата Инфорегион. Според него, јавниот повик за купување на дрва Македонски шуми го објавили уште кон крајот на 2015-та и тој траел се до март 2016-та. Целта на тој јавен повик била да се утврди точната бројка на граѓани кои сакале да набават дрва преку Македонски шуми. Бројот на граѓаните кои сакале да купат дрва од шуми бил далеку поголем од лани. Само во Прилеп тој број бил зголемен за 30%. Значи, со една реченица го работевме тоа плански, за да имаме и точно планско производство. Значи, морам да кажам дека интересот по тој јавен повик беше доста висок, во одредени райони беше повеќе од очекуваното. Конкретно, ќе земам Прилепскиот регион, каде што во самиот град Прилеп, значи, во однос на ланска година, само апликации беа донесени 30% повеќе од лани колку што самата подружица продаде, што значи сериозна врска. И сето тоа не натера да го направиме планот да можеме да го задоволиме сите оние кои што аплицирали и сите оние кои што накнадно ќе сеат да ги снабдиме со дрва. Показател втор за сето ова е што битна работа е да врз основа на она што се појавува како бројка која што треба да биде продажба, и ние мора да имаме производство. Значи, оно што е битно, ние заклучно со месец мај, производството ни е зголемено во однос на ланска година за 160 па некаде до 180%, или изразено во бројки, ние моментално имаме произведено преку 230.000 метри кубни до заклучно со месец мај. Ако тоа го споредиме со ланска година, значи толкава количина ние лани имавме во месец август. Што значи дека сме спремни, залихи имаме доволно. Тие залихи секако, значи која од шума, која на шумски склад се транспортираат секојдневно. Во овај период, значи сега летен, заклучно некаде септември, планираме да ги дистрибуираме така како што ние по договори до сите оние кои што уплатиле, кои што склучиле договор. И пратичи го како оди тој процес, значи секаде низ Републикава, до сега одиме согласно планот. И не мислиме, него сме оптимисти дека во најголема мера, некаде заклучно со септември, можеби до средината на октомври, и ќе ги завршиме сите обврски кои што ги имаме по договори. Но тука нема да запреме, затоа што и секојдневно, значи во текот нови денови се вршат уплати, луѓето се заинтересирани, ќе гледаме да излеземе во пресрет и на сите други. Сакам да напоменам дека пазарот со огромно дрво, значи не го сочинува само Македонски шуми, него на пазарот се присутни и сите други останати, приватни складови и така натаму, кои исто така го снабдуваат населението, и тоа може да се примети дека и тие се доволно снабдени,
а резултат на таа навремена снабденост или навремено производство е показател и на самата цена. Значи, генерално, цената во Република Македонија, што во приватни, што кај нас, е на едно ниво кое што е од како претходните години. Значи, кај нас е константно истата цена, 2450 со 2380, значи цена на склад, плюс превоза до дома. Во приватните складови некаде максимално, значи кога велам максимално мислам најчесто на Скопје, се движи до 3200 денари, што се цени кои што се со година назад со исклучок на ланска година. Што покажува, значи самата цена покажува дека за да таа биде така стабилна, има доволно количини огрено дрво. Македонски шуми 2015 во однос на 2014 ја завршиле поуспешно и во материјална и во финансиска смисла. Се произвеле повеќе 100.000 метри кубни на дрва, а во завршната сметка биле во добивка од 82 милиони денари. Во исто време, успешно биле наплатени сите обврски спрема добавувачите и немало доснење на плати како во минатото. Исто така се размислувало за почнување на нови екопроекти, како оној на искористувањето на биомасата од шумите и производството на пелети. Значи 2016 година ние почнавме со доста новини, значи спомнав начинот на транспарентност при продажбата, значи кај нас во Македонски шуми техничкото дрво се продава се со јавен повик, значи транспарентно, каде што учествуваат сите кои се заинтересирани, нормално се одлучува врз основа на самата понуда која прифеќа, која не ја прифеќа. Исто така голем дел на одредена дрвна маса каде што има огромен интерес оди на јавно надавање. Онаму каде што е огромно дрво прашање, значи отидовме со јавен повик до граѓаните каде што врз основа на апликации ги правиме тие договори со нив, ги даваме условите кои што по ценовникот и по одлука на управниот одбор се движи некаде до 8 месеци на рати, кој како сака, значи се бира. И таа транспарентност ја прави таа улога на Македонски шуми која е присутна помеѓу граѓаните и најдобро е така кога секој знае кога може и како може. Од една страна, а од друга страна ги презедовме сите одговорности, во основа ако сме презеле некоја мерка или начин да граѓаните ги информираме, од друга страна земеме обврски, да исто така и ги исполниме, затоа што за тоа следат одредени панали доколку тоа не го реализираме. Има доста новини во делот на начинот на стопанисување. Значи Македонски шуми се повеќе се ориентира не само кон огромно и техничко дрво, значи еден од крупните проекти кои што треба да следи и да почне оваа година да продолжи во наредните години е да се во шумата почне да се стопанисува по пат на обновливи извори на енергија, поточно да се користи биомасата како начин за стварање енергија до фаза на производство на пелети, она нешто што го објави премиерот или владата, која што мерка треба да почне оваа година со припреми, од 2017 па во рок од 4 години па таму да што повеќе се станат присутни и пелетите или производство на чипс и така натаму во биоенергија која што ќе биде дистрибуирана до самите граѓани. Таа мерка ја објави и премиерот, ја објави владата, со тоа што тука има и субвенционирање, намалување на стапки на данок, која ќе биде стимулативна, но што би се постигнало од една страна, би се добила цена која што можеби ќе биде еднаква на цената на огромното дрво, а се добива пелет кој што и помалку загадува и има поголема енергетска вредност, она што е најважно за 9 до 12 пати помалку е загадува животната средина, која е сега со начинот на грејање со огромно дрво и како е зголемена. Значи, рачунајќи дека ние мора да заштитиме животната средина пред се од загадување, аерозагадување, а второ, начинот на стопанисување по пат на биомаса и производство на пелети е заштитува и самата шума, затоа што во најголема мера таа се чисти и се ствара простор за обнова и како да кажам, повеќе обновливи процеси во самата шума со значи зголемување на самиот шумски фонд, а од друга страна задоволување и со енергенс. Значи тоа треба една со една законска регулатива се тоа се среди, а процесот на набавка на машините е последна фаза. Значи ние сме сега во фаза на правење на една национална стратегија на ниво на Македонски шуми која е отпочната. Потоа еден план, проектен план кој што треба да направиме како идеен план за да дојдеме до констатација колку тоа ќе кошта, како ќе кошта, на кој начин би се финансирало, колку би биле, со каков капацитет, колку
дрвна маса е потребно, за која количина енергија и така натаму, значи правиме едно тестирање. Колку би било потребно да се направат пелети и колку во фаза ќе има интерес да се купува од граѓаните, значи сето тоа се прави на стратегија и тоа го планираме оваа година. Според Караџовски, Македонски шуми немале намера да бидат доминантна компанија или да воспостават монопол во производството на тие пелети. Туку во план било да се стимулираат и други приватни компании да влезат во овој бизнис, за да грејењето на пелети во иднина што е можно повеќе би го заменило грејењето на дрва. Во однос пак на дрвократството, Караџовски рече дека годинава тоа било малку зголемено во однос на лани. Па дрвократството оваа година во однос на ланска година бележи некој процент на пораст, што морам да кажам дека најмногу тука влие и самата политичка криза, бегалската криза и така натаму, каде што голем дел од безбедносните сили или полицијата и сите други останати се ангажирани на повеќе места, што во еден период придонесува да на некој начин тоа ги стимулира некој да продолжа да се занимаваат со таа дејност, но факт е дека акцијата гора и се она што се правеше во претходната година не е запрена, да трае. И таа ќе трае и понатаму. Ние како Македонски шуми ова година настапуваме во рамките на измените на законот, значи веќе ја формиравме нашата шумоочуварска служба, таа е опремена и со нови униформи, и со сите оние локации кои што се направени се со актите, значи нашите се присутни, делуваат на терен така согласно законот, но битно е тоа да биде координирано со останатите институции како шумска полиција, инспекторатот и редовна полиција. Ние правиме што се однесува до нас, значи го мотивираме сите останати институции, одржуваме контакти со нив со останати за да што повеќе бидеме присутни на терен и што поголеми акции се прават на терен за да тоа се сузбива. Се надевам дека со време, со сите овие институции кои ги набрав, која ќе се делува на терен, со време и со самата преориентација, значи на стопанисување со шумарството, значи како ќе се намалува производството на огромно дрво или користење на огромно дрво, а зголемување на пелети, така ќе се намалат и кражбите, затоа што самото производство на пелети како финален производ ќе го дестимулира она што сега се случува во шумите, а со тоа ќе го добиеме шумски остан. Значи, борбата со дрвократството е долг и сложен процес. Битно е да се работи, да институциите функционират и да постои концепт во кој што треба да се движиме. Планирано било во блиска иднина преку Македонски шуми во Македонија да влезат и заинтересирани турски бизнисмени од овој ресор. Лани една турска компанија отвори погон во Куманово, во старата пилана на Македонски шуми, а во иднина, освен пиланата, планирале да се прошират и во други ресори од дрвната индустрија. Македонски шуми веќе оствариле контакти и со друга турска компанија, која сакала дел од своите капацитети, кои ги има во Романија и Бугарија, да ги дислоцира во Македонија. Зошто во Македонија? Затоа што според нив, значи Македонија има добра клима со овие владени мерки кои што ги најавува од една страна и на некој начин му е поблиска, повеќе интересна и самиот регион и самата географска положба на некој начин му одговара, бидејќи стационирана Македонија можат да црпат и многу други ресурси кои што ги имат и соседните републики и така натаму. Нивната желба е да инвестираат доста, значи на самиот разговор беа спремни до оваа година инвестираат минимум 10 милиони евра, но тоа зависеше прво се од нас дали можеме толку да му одговориме со репроматеријал. Еве за ваша информација, ние склучивме меморандум за соработка, во исто време склучивме и рамковен договор, кој го склучивме на 5 години за деловна соработка и веќе отпочнавме со соработка. Во овој момент тие отвори еден капацитет во околината на Гостивар, кој што почна да работи, меѓутоа тоа е само привремено решение додека не ги направат сите оние други. Еден од плановите му е, имавме една посета, значи јас ги донесов, вака како локал патриот ги донесов во Прилеп. Го разгледаа градот, доста му се допадна. Бевме кај градоначалникот, побаравме да видиме локации, каде има и што има, какво земјиште за да евентуално купат. Од се што разгледавме, нив му се допадна 3 работи за кои што размислуваат и прават бизнис план. Првиот кој најмногу му се допадна е стариот објект или она железна конструкција од металец и целата таа површина која што се доста заинтересирани.
и за која треба да почнеме процес за разговор, каде што на целата таа површина буквално би искористили таа железна конструкција и би направиле некој објект кој што би бил од повеќе сегменти, значи повеќе фабрики во рамките на таа површина, нешто што за нас прилепчани би било и текако добра решение, затоа што нели тоа стои со години така неискористено, а влегува во индустриската зона. Вториот објект кој што исто го разгледува е онај маркет Таш, кој што стои на или до блиско до хотелот Салида. Го гледа и него во смисла да тоа евентуално, доколку отвора таа фабрика, биде како салон за мебел, пошто се произведуваат и мебел или изложен продажен салон. И трета варијанта беше во нашиот простор на подружницата во Црнбург, каде што имаме ние тука простор од 5 хектари земјиште, кое што доколку отпаднат овие две комбинации, би го евентуално зеле некој дел од тој простор, каде што би можело да градат нов објект. Значи, сега сме во фаза на разговори, сериозно се заинтересирани за инвестирање во Прилеп, тука има некои работи што треба ние да ги отклониме. Оној план кој го планираат за Прилеп се значи повеќе капацитети. Значи, она што го планираат во Прилеп е да почнат со примерно производство па се до финално. Значи, тоа би било и пилана, и паркетара, и плочи од иверица, и пелети, значи се зависи од на колку капацитети би отвориле, што сигурно не би било тоа во една година, него со еден бизнис план. Колку повеќе такви капацитети отварат, толку повеќе вработувања. Не кажа бројка на вработување, но нас ни е битно да ги привлечеме како инвеститори, затоа што колку повеќе ќе се гради, толку повеќе вработувања ќе има. Турците биле во интензивни преговори со македонски шуми, а една од пречките кои се разгледувале да бидат отстранети било тоа што земјиштето во кругот на Црнбург Прилеп се уште не се водело како индустријска зона и земјиштето било 10 евра од метар квадратен. А додека пак доколку би се сменил деталниот урбанистички план, тоа земјиште да биде индустријска зона, цената би била 1 евро од метар квадратен, а со тоа би станало и попривлечно за инвеститорите. Турците веќе купили и отвориле своји помали погони во Гостевари Кочани. Од македонски шуми се надеваат дека третиот ваков погон наскоро ќе биде отворен во Прилеп. Во последните 3 години во општина Долнени биле асфалтирани и реконструирани над 40 километри локални и регионални патишта. Според локалната самоуправа, за подобрувањето на целокупната патна, комунална и водоводна инфраструктура биле потрошени над 5 милиони евра. Во последниот период интензивно се работи на подобрување на патната инфраструктура во општина Долнени. Според изјавите на локалната самоуправа, само во последните 3 години во овој крај биле асфалтирани и реконструирани над 40 километри локални и регионални патишта. Еден од најзначајните проекти на овој план, кој се реализира во Долненско, е започнувањето со реконструкцијата на главната сообраќајна артерија во општината, патот село Црнилиште, село Ропотово, па се до село Лажани, во должина од 17 километри. Делот од селото Црнилиште до селото Ропотово е веќе комплетно завршен во должина од 11 километри, а од Ропотово до Лажани се реконструирани уште 3 километри. Во наредните 2 до 3 недели ќе биле готови и преостанатите 3 километри од овој пат. Исто така се започна со реконструкција на патот село до Пјачани, село Небрегово, во должина од 3,6 километри. Инвестиција вредна 21 милион денари. Втората фаза од инвестицијата е патот од село Мраморани до административната граница со општина Прилеп во должина од 1,5 километри, кој треба да започне наскоро да се реализира. Исто така, лани се заврши патниот правец село Костинци Манастир Зрзе во должина од 7,5 километри. Инвестиција вредна 80 милиони денари, пари обезбедени од Министерството за транспорт и врски. Општината Долнени неоправдано подолг период била запоставувана. Дали заради поранешните локални власти, дали заради нешто друго, во секој случај, најмалку од инфраструктурен аспект, општината била прилично запоставена. Од тој, тргнувајќи од тоа, ние во последните години започнавме една поголема акција за средување на овие состојби и можем да кажем дека досега има солидни резултати. Денеска само започнавме 2 патни правца да ги градиме, тоа е од Допјачани до Небрегово и од Мраморани до границата на општината Долнени со административната граница на општината Долнени со Прилеп.
Тоа се само два патни правци кои што денеска ги завршивме. Инаку таму се заврши и мраморан и дупјачени патот, долг 5,2 километри. Ќе бараме начини и ќе се обидеме да завршиме уште еден пат, а тоа е Дупјачени Дреновци, за кој што денеска граѓаните изразија барање дека тоа им е еден од приоритетите во оваа општина. Не е за сега во планот, но ќе бараме начини заедно со луѓето што може да помогнат околу тоа да се среди и ова патно решение и овој патен правец. Инаку покрај овие патишта, овде во овој период, во изминатите година-две, се средија и патиштата, патот за Белополе, односно патот за Белополе ќе почне сега во октомври некаде, а се гради и водоводот во населеното место Дреновци. Се изгради спортската сала во Житоше, која што минатата година се пушти во употреба. Се изгради патот кон Зрзе, 7,5 километри, доста значаен за манастирот и огромниот манастирски туризам што сега се случува таму. Во тек е градбата на практично најголемата инвестиција овдека во оваа општина, тоа е патот Црнилиште, Ропотово, Лажани, во кој што се вложуваат 1.800.000 евра, долг е 17 километри, веќе 14 километри се завршени, се проширува исто така тој пат, не само што се обновува, него и се проширува, така што тој пат поврзува едно 7-8 населени места. Според градоначалникот на општина Долнени, Боше Милошевски, за развојот на општината на инфраструктурен план, во последните 3 години биле вложени околу 5 милиони евра. Приоритетите пред се, значи, водата за водоснабдување за населението и патиштата. До сега можам да се пофалам дека со помош на владата на Република Македонија и со залагањето на локална самоуправа Долнени, до сега се асфалтирани 40 километри пат во општина Долнени, што регионални, што локални патишта. Во иднина се планира, значи, уште 3,5 километри пат за Белополе. Да се надеваме дека ќе најдеме решение и за населеното место Дреновци и секако населеното место Вранче до Страдорек. Ќе ви држиме на збор. До сега се искористени сите средства од ИПАРД фондовите. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски потенцираше дека во моментов на општина Долнени на располагање биле 400.000 евра од Европската инвестициона банка, пари кои можеле да ги употребат во развојот на комуналната и водоводната инфраструктура во општината. Ние како влада дополнително околу 600.000 евра обезбедивме преку ЕП за водовод и канализација. Дел почнуваат да ги користат, но ќе им останат претпоставам околу 400.000 евра што ќе треба да аплицираат дополнително. Ние тие пари ги имаме, наменети се за вас. Зашто може да се користат? Значи за водовод и канализација, препуна станици и така натака, се она што им потреба, приоритетите сами ќе си ги донесат, но еве апелирам градоначалникот што побрзо не ги достави проектите, да си ја завршиме постапката ние, за да можат повеќе водоводи и канализација да се изградат. Јас лани кога бев тука видов дека патиштата се во лоша состојба. И не само патиштата, и други инфраструктурни работи. Голема општина сте. Затоа побарав од луѓето што се во владата да дадат акцент на оваа општина. За поставяне на оваа општина мора да се помогне и се помага веќе. И ќе продолжи да се помага. Не може се во една година или во 6 месеци, но во неколку години мора да се решат основните проблеми и почна да се решаваат. Нормално има уште доста да се решаваат, но ќе бидат решени основните работи кои што се важни за жителите на овој крај. Важно е за граѓаните да гледаат бараат и канализација и водоводи, нека се направат приоритет, нека ги достават, ние имаме комуникација и се она што ви треба помош од нас за постапките, ви стојам на располагање. Неколку пати ви го кажам. Соработката е добра, да, соработката е добра. Доаѓајте, досаѓајте, бидете упорен за да ги стераме процедури. Добро. До кога треба да аплицира за овие преостанати 400.000 евра? Може утре се. Добро. Кога ќе аплицирате? Имам готови проект. Следната седмица. Следната, не дека ќе... Вака, еден проект што имате доставено од нас, веќе го работат. Го преработуваат, да, тој ќе се оди до банката и така натаму. Кој е тој проект? Канализација Ропотово. Ропотово за тој. Сега мислам дека правите некој проект за водовни, независно ваша си обврската. Дојдете кај мене да го погледнеме уште еднаш, да го изработиме кој што треба за побрзо да завршиме. Уште понеделник ќе барам. Инаку во моментов во општина Долнени се гради повеќе наменско игралиште во селото Ропотово. Инвестиција вредна 9 милиони денари, пари кои се обезбедени од Агенцијата за млади и спорт. Во истото село Ропотово се реконструира и домот за култура, инвестиција тешка 5,5 милиони денари, обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој.
Инаку председателот на ВМРО-ДПМНЕ во својата посета на општина Долнени ги посети и спомен куќата на Блаже Конески во селото Небрегово, спомен куќата на Пецјата Насовски во селото Долнени и манастирот Свето Преображение Зрзе. Новите монашки конаци во овој манастир беа осветени во март оваа година. Тие се инвестиција од 90 милиони денари, пари обезбедени од владата на Македонија. И тука некаде е крајот на ова издание на Инфорегион. Со повеќе содржини се гледаме наредниот четврток. Довидување.